Политичарите ги игнорираат, власта ги дискриминира, а за само 5 месеци регистрирани се 8 случаи на насилство врз млади луѓе, токму поради нивната сексуална ориентација. Ова се дел од заклучоците во последниот извештај на Хелсиншкиот комитет за човекови права, каде повторно посочуваат на проблемите со дискриминација и игнорирање на ЛГБТ заедницата. Не достига поддршка од институциите, а сегашната владеачка гарнитура само долева масло на огнот, децидни се од Хелсиншки. Наидуваме повторно ке речам на оној зид сочинет од наталожени предрасуди, еден зид кој што говори за тоа дека политиката на оваа власт јасно и гласно кажува дека нема да има разбирање, нема да има поддршка за ЛГБТ заедницата во Република Македонија. Па ние бевме сведоци не пред долг временски период, кога во самото собрание беше зборувано за тоа дека хомосексуалноста е болест. Значи, ние треба да почнеме од почеток. Како позитивен пример во извештајот се споменува работата на ЛГБТ центарот за поддршка. Објектот сместен во старата Скопска чаршија беше отворен пред 5 месеци, за да помогне во решавање на проблемите на овие луѓе, но и на нивните родители. Непосредно по отварањето, центарот беше каменуван од се уште непознати сторители. Ова се случуваше неколку пати. Иако разочаран од игноранскиот однос на институциите, активистот Кочо Андоновски останува оптимист. Вели власта води силна хомофобична кампања, но свесноста кај граѓаните за постоењето на хомосексуалците и транссексуалците полека расте. Сметам дека тој процес, колку сакаат некои центри на моќ и политички структури да го запрат, не можат. Процесот е започнат и процесот ќе тече. Може мали застои, може еден чекор назад од време на време да се направи заради едни вакви околности како што во моментов имаме кога представници на државни институции легитимираат хомофобија, меѓутоа процесот не може да го запрат. И додека Македонија оди чекор назад во препознавање и прифаќање на луѓето од ЛГБТ заедницата, западноевропските држави одамна ги надминаа ваквите препреки. Во Белгија, на пример, токму власта е носител на позитивните општествени промени. Especially politicians are actually taking a leading role in making a more acceptable climate towards LGBTQ issues. For example, our Minister of Education is openly gay. Our Prime Minister as well is openly gay man. So we have a very political elite that is very positive and progressive towards LGBTQ issues. Сепак во Македонија стравот е дел од животот на луѓето од ЛГБТ заедницата. За многумина од нас полесно е да се молчи, велат од LGBT United. Имам чувство дека радо би ЛГБТ лицата живееле некој двоен живот, тоа што да бидат искрени, отворени самите први кон себе кон останатите. Една од причините зашто видливоста на ЛГБТ популацијата во Македонија токму тие стравови што самата ЛГБТ популација поединците ги имаат. Стравови од губење на работното место, стравови од исфрлање од домот, стравови од, како што реков, од фрлање од околината каде што живее, дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Ниту една политичка партија пред изборите не најде за потребно да даде одговор на прашалникот испратен од ЛГБТ центарот за тоа какви мерки преземаат партиите за подобрување и заштита на правата на ЛГБТ заедницата. Во Хелсиншкиот комитет се разочарани од односот на политичарите. Од центарот пак велат дека хомофобијата сега се представува како политички коректен избор, но ако сакаме да станеме дел од Европа, ова мора да престане.